Празниците будат чувство на емпатија, солидарност и желба за помагање на послабите од нас. Децата од Центарот за церебрална парализа, кои покрај најголемата желба да оздрават и безгрижни да им се радуваат на празниците, имаат и помали желби и потреби, всушност како и сите други деца. Токму тие желби нив им ги исполнуваат хуманите граѓани и општествено одговорните компании. Во пресрет на најголемиот христијански празник Великден, Црвениот крст на град Скопје оваа година по четврти пат го организира настанот Волшебно великденско дрво за децата и младинците кои го посетуваат дневниот центар за лица со церебрална парализа Капиштец. Великденското дрво ќе биде поставено на 12 април, в петок, во трговскиот центар Рамстор. Како и досега, на наменски картички во форма на великденски јајца, децата ќе ги запишат нивните желби, а хуманите граѓани ќе имаат можност да им ги исполнат. Како што вели Катерина Гиевска од Црвениот крст на град Скопје, досега ниту една желба не останала неисполната, а очекувањата се дека и оваа година Црвениот крст и хуманите граѓани, како и општествено одговорните компании, ќе им ги исполнат барем материјалните желби на децата со церебрална парализа, на кои најголема желба им е да оздрават. Традицијата продолжува оваа година како и претходните години. Ќе се реализира оваа активност со штитениците, односно децата од Центарот за деца со церебрална парализа. Црвениот крст на град Скопје во континуитет работи со оваа целна група преку клубот на млади и ова представува обострана мотивација како за волонтерите на Црвениот крст, така и за оваа ранлива категорија на население, наши сограѓани. Самата активност е веќе започната во организација, бидејќи соработката со трговскиот центар Рамстор продолжува, значи истата локација. Дрвото ќе биде поставено во трговскиот центар, а ќе биде поставено веќе овој петок, односно 12-ти, а на 25-ти непосредно пред самиот празник ќе бидат доделени подароците, односно децата ќе имаат можност да ги запишат своите желби, кои што би сакале да ги добијат како подарок, а да ги граѓаните да ги остварат, секако не само граѓаните, компаниите, сите оние кои што сакаат да покажат хуман пристап или да направат децата да бидат среќни. Ја прашавме Катерина и дали граѓаните или пак компаниите се тие кои се похумани и подарижливи, кога станува збор за исполнување на желбите на дечињата. Еве што ни одговори. Мислам дека се работи за подеднаков пристап кој што го имаат, затоа што и во самите компании најчесто се работи да самите вработени сакаат да донираат како физички лица, што автоматски покажува дека таа општествена одговорност подразбира во даден момент и филантропија, како на поединецот, така и на компанијата. Желбите се секоја година различни, но сепак слични. Од патики, тренерки, мобилни телефони, па до статични велосипеди наменети за вежби на децата со церебрална парализа.